Почитувани, добар ден. Пред нас е нова работна недела, во овој понеделник еве зашто ќе зборуваме со вас токму во денешно издание на Црвена линија. Унгарија ќе претседава со Европската Унија од 1 јули до 31 декември 2024 година. Унгарското преседавање со Европската Унија ќе биде под мотото да ја направиме Европа повторно голема. Еден од 7 приоритети на Будимпешта ќе биде проширувањето на Европската Унија со порака. Европската Унија не може да биде целосна без Западен Балкан. Дали патот на Македонија кон Европската Унија е преку Будимпешта? Тоа е оно што денес ве прашуваме во Црвена линија. Секако неминовно е да го поставиме и денешното анкетно прашање, но на Инстаграм стори. За да учествувате во оваа денешна анкета, заследете на Инстаграм и одговорете на следното прашање. Дали Унгарија е нашиот ментор за Европа? Имате две опции за одговор: да, не, кликнете на вашиот одговор, а во проценти ќе ги пресметаме резултатите и ќе ги објавиме по рекламите. Секако, најдраго ќе не биде како и секогаш да бидете во голем дел активни во живо во Црвена линија преку вртењето на телефонскиот број 02-307-0005, но секако оваа дискусија можете да ја терате, што се вели, и преку социјалните медиуми, односно преку оставање коментари, споделувања, како и по завршувањето на Црвена линија. Но најдобро да бидеме активни и да го слушнеме одговорот на одговорите на нашето денешно прашање, а тоа дали патот на Македонија кон Европската Унија е преку Будимпешта. На самиот почеток, пред да почнеме со вас, секако ќе ве замолам да имате во предвид со вклучувањето од режија директно во Црвена линија целосно да го намалите и тонот на ТВ приемникот и да не се користи нели интерфон или пак спикерфон за комуникација, туку јас и вие да зборуваме преку телефонска слушалка. Ако сте подготвени вие, подготвени сме ние, верувам дека веќе го имаме и првиот гледач или можеби гледачка. Добар ден. Добар ден. Добар ден, голем поздрав до вас. Ваш редовен гледач. Голем поздрав до вас, до емисијата и до целото раководство на Целна телевизија и режијата. Сега денес прашуваме дали патот на Македонија кон Европската Унија е преку Будимпешта. Па нормално да е преку Будимпешта, нема да биде преку Унгарија. Значи, јас се надобрзам, таму е нашиот екс-премиер, кој што се бори за македонската кауза. Така и кажа во негова изјава, дека јас од Будимпешта се борам за македонската кауза. И тоа е ве испадно точно. Исто така да милиардата. И да иста е од Будимпешта. Значи, што сакаме повеќе? За сега одлично се движат работите. Сега би ви одговорил на вашето прашање анкетно. Ве слушаме. Ако може да повторите за тоа се вкус. Квалитетот на тонот, односно можеби линијата, гледачот најверојатно повеќе не е на линија. Како да ја благодарам, сепак со вас го започнавме ова денешно издание на Црвена линија, така да понатаму продолжуваме со сите вас останати. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас. И голем до тебе. Нема да влезем во Европската Унија. Дали ви се чини дека Унгарија е нашиот ментор за Европа? Не. Колку време? Португалија, Словенија. Беше. Не влезе. Никој себе да влезе. То дека да влезе, Европската Унија ти застори. Теа нема. Ти датира. Ова е тоа. Биде познаен. Благодарам многу, вкуси и јасни, но како дадовте одговор на денешното прашање, останете со нас за да слушнете останатите гледачи какви одговори ќе дадат. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, во Црвена линија сте, повелете. Благодарам. Па вака, Македонија
Може би ќе влезе во НАТО, но во Европската унија, но патот за дотаму може да биде подпомогнат од Унгарија или од некои други пријателски земји, но пред се патот треба да води преку разумна политика на нашата влада, на нашите политичари. Зашто го велам тоа? Ние премногу време потрошивме чекајќи да влеземе во Европска унија, не работејќи ништо. Ја урнавме државата, ги урнавме системските вредности и ќе треба навистина многу работа за нешто да се постави на свое место. Очекував малку повеќе и поголем квалитет од ВМРО, меѓутоа со оглед на изборот на кадри и директори, искрено да ви кажам, ја изгубив надежда и мислам дека Македонија, и ако не влези во Европската унија, највиновни сме самите ни. Благодарам и поздрав. Благодарам многу и вам. Го цениме тоа што се вклучивте во Црвена линија. Останете секако со нас. Продолжуваме понатаму. Дали патот на Македонија кон Европската унија води преку Будимпешта, да видиме како размислува следниот гледач или можеби гледачка. Добар ден. Добар ден. Ке море малку погласно. Добар ден. Добар ден, одлично. Подобро е, повелете. Ти да прво да поздравам тебе, Телма телевизија и сите што не слушат. Благодарам многу. Ви посакувам во попладне и... Со кафе, верувам. Да, кафето ми е сега тука и почнувам. Значи, не се јавам секогаш, меѓутоа оваа тема не заголица. Еве зошто. Ако Груевски е таму и ако на Груевски не му поплюкаа малку македонциве, ќе направи нешто. Јас верувам во ВМРО 200%. Што рекоа за кадрите? Тие се кадрите. Работат луѓево. Ајде една недела не се влезени, не се истушира асално луѓево, почнахме да ги плюкаме. Ако не ги исплюкаме, ништо нема да направиме. Значи, ќе подадеме рака на Будимпешта, како таа што ќе ни подаде на нас, ќе подадеме рака и на Груевски и ќе влеземе во Европска унија. Даде што зборат Агелер и сите овие. Само сакам да кажам една работа што синојка денес евентуално е слушнат. Ахмети кажа дека во Македонија ќе има само бугари и албанци. Што е со македонците? Филипче ги продаде по втор пат. Убав ден и пријатно. Благодарам, убав ден и вам и секако убав ден со Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Добар и убав ден и вам, повелете. Па вака, како прво Унгарија не играла никаква, уствари Будимпешта, не играла никаква улога за нешто, да ни поможи. Јас не знам како излезе сега некој адут таму, таја, меѓутоа си бевме ки Нисани кон еден добар пат за да одиме до таму, ама ете не ни чинеше, па сега избравме некој друг пат и сега Унгарија, Будимпешта. Нема врска. ВМРО никогаш, ако мислиме дека ВМРО е поврзан за Будимпешта, никогаш не се борил за да има Македонија. Мислам од самото свое постоење. Од 1893 година. ВМРО е створен да ја нема Македонија. Така да јас не знам ова ВМРО бидејќи во континуитет, што ќе направи за да ја има Македонија. Не А ми се верувам. чини еве дека Унгарија може да биде нашиот ментор за Европа? На кој ментор? Зошто ментор? Зошто ментор? Кој фактор е во Унгарија во Европарламентот? Не знам. Не ми се верува. Дај Боже да е. Дај Боже да е. Немам ништо против, меѓутоа не ќе да е. Унгарија игра на другата карта. Тука е цела работа, за да ја нема. Благодарам многу и вам за вашите одговори во Црвена линија. Продолжуваме. Добар ден. Ало, добар ден. Би ве замолила малку погласно. Добар ден. Добар ден, повелете. Ја мислам да го однесат само Зоран Заев, како што тој го носи Груевски таму, и него да го однесат во Будимпешта, бејќи нешто ќе направи. Бидејќи тој е предавникот.
Зоран Заев е предавникот. А еве во однос на темата сега кога станува Унгарија председавач со Европската Унија, ви се чини ли дека патот на Македонија кон Европската Унија преку Будимпешта? Што ти се чинеше кога се мажеше? Значи, нема шанса. Не преку Унгарија, се додека Бугарија е тука и Грција, не иде во обзир, не Будимпешта и други кошници имаме ние. Постојано, иначе Будимпешта може само вака као тема да ја гледаме ние сега и да се разговараме. А инако не може Орбан ништо да направи. Па ни најмалце Груевски. Тука стојат Грција, тука е Бугарија. Повеќе не е толку Бугарија, колку Грција. Нема шанси. Никакви. Може, после 40 години, ако се управи малку Македонија, може. Сега како што е растурена, раскалашено, крајот нема се наоѓа. Кој те прима тако растурен, беден, за ник? Големо благодарам и вам за вашите одговори во црвена линија. Меѓу другото и сега кога ќе ве потсетам да не заборавите да кликнете и на telma.com.mk. Се подразбира секогаш ќе бидете навремено и брзо информирани, а и да се задржите на овој наслов, односно Унгарија од денеска нов председавач во Брисел, ротација на кормилото на Европската Унија. Продолжуваме всушност со вас, драги мои, а потоа ќе се префрлиме на оваа вест. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме во црвена линија. Јас сум во... Да, ве слушаме, повелете. Па вака, патот до Европа, ние сме во Европа, сакали или не келе, некој може само да се замислува дека не е во Европа, како оние сега таму во Белград што имаат проблеми. Така и ние имаме некој проблем со грциве и разни други народности и сега туркаме како знаеме. Ама јас сепак мислам дека грешката во Македонија е зошто имаме растурено биро за вработување, значи каде што се води на секоја возрастна популација колку имаме население возрастно. Така да не ги мешаме поимовите. Ме разбирате што сакам да кажем? И ве слушаме, продолжете. Па тие податоци наши, кога ќе бидат метнати во Европската Унија и ги имаат они, за жал, и знаат дека многу сакаме да лежиме и да не работиме, и затоа од многу мина и вака ни се случува. А иначе бирото е најголемата врвка кај нас и за целиот криминал што се случува. И за фирми, и за вработување, и за истерување на народ. И така Маđарска што може да направи? Со тоа го оцрнавме и нејното бело лице. Ја знаете песна, тој Маđарице љубим твое бело лице. Па така и испаѓа нашата песна. Ке бараме преко Маđарска. Па таму е Австрија, одма тоа е кантон, таму не можеш да Благодарам многу за учеството во црвена линија. Во продолжение напомена да се внимава на тајмерот. 90 секунди се одредени за едно јавување. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Ало. Ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Тина, дали сум јас? Да, вие сте, ве слушаме. Ви благодарам и ве поздравувам. Голем поздрав. Па, мислам дека удел може да има од страна на Будимпешт, односно Орбан. Искуството негово во Европа, како европска држава, е големо. Ние знаеме што направи он за Украина. Теа, дали е позитивно или негативно за некого, за према Русија, тоа е негово дело, ние само можеме да говориме на неговата величина, колку е он голем. Отиде да испие едно кафе и заврши ја работа. Така да и за нас може да се случи. Ние знаеме дека добрососедските односи помеѓу што не обкружуваат, осем со Србија немаме добри односи, а сега со резолуцијата и со нив ги нарушивме. И така да и со
со Орбан или со Маđarska, ако ги нарушиме, ние не знам кого ќе соработуваме. А зашто и да не соработуваме ние? Таа е членка на ЕУ и може да ни помогне. Ја тврдам дека Орбан е мочен и дека може да ни помогне. Сега тој ќе заседават, ќе не представи и треба ние да најдеме, немаме кај нас, за жал, политичари кои што може да придат до него или па до Европска унија и да ја одработаат работата. Таа е жалната вест од страна на нашите политичари. Ви благодарам и ве поздравувам. Благодарам многу и вам за учеството. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Дали се слушаме? Ало. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете во црвена линија. Дали патот на Македонија води кон Европската унија преку Будимпешта? Так. Патот на Македонија кон Европската унија води не преку Будимпешта, него треба македонците да си ги засукат ракавите и да си водат рачун прво дома како се понасат, а после да мислат за Европа. Затоа што половината и повеќе од младината веќе е иселена во Европската унија, а останаа само старците и некои со средна возраст што не е отишол во пензија, и тие луѓе не се моќни веќе да држат Македонија. Тука и треба млада снага на Македонија, млади сили што ќе водат сметка за државата, а не старите и сенилни луѓе да водат сметка. Треба прво да се у Македонија производството дигне на високо ниво, а после да се воде сметка дали ќе улеземе во Европската унија или не. Ние на прво место не можеме да стасаме Европската унија ни со производство, ни со извоз, ни со пари, ни со ништо. Ние сме вечито у нула. Ние живееме. Ќе подсетам да се внимава на тајмерот само, а и нема да изоставам да ви се заблагодарам и вам за учеството. Продолжете да не следите. Одиме понатаму со останатите вас. Добар ден. Добар ден. Добро, во меѓувреме одиме онаму каде што, нели, бидејќи мене гледачите ми се приоритет, секако оние кои што ќе бидат на линија на 02 307 005. Не заборавајте пред се да кликнете и на telma.com.mk. Која вест сакаме да ја посочиме за вас, односно да се задржите на насловот кој што е Унгарија од денеска е нов претседавач во Брисел, односно ротација на кормилото на Европската унија. Унапредување на политиката на проширување на Европската унија со земјите од Западниот Балкан, зајакнување на заедничка одбрана и подобрување на европската конкурентност. Ова се трите врвни приоритети на претседавањето на Унгарија со Европската унија, кој почнува од денеска под мотото да ја направиме Европа повторно голема. Дали Македонија, еве, нејзиниот пат кон Европската унија ќе биде преку Будимпешта? Тоа е оно што денес ве прашуваме и секако ќе потсетиме дека можете и учество во црвена линија, ако не успеете да не добиете секако, да направите преку коментирање и споделување на нашите социјални медиуми. Тука ве потсетувам Facebook црвена линија, секако и профилот на Телма телевизија, каде што редовно ги објавуваме темите за кои што зборуваме. Како и да е, најверојатно на 02-307-0005 со нетрпение очекуваме да видиме дали останатите гледачи сметаат дека Унгарија ќе биде нашиот ментор за патот во Европска унија. Ајде да видиме дали имаме некој. Најверојатно со линиите нешто не е како треба, но јас ве охрабрувам секако да бидете упорни, исто онака како што сте упорни во заврти на Телма 02-307-0005. Секако нема да изоставиме да ви покажеме што извоивме денес, со оглед на тоа што за темите за кои што зборуваме со вас во живо во црвена линија, најчесто вадиме и коментари од X платформата, никогашната Твитер заедница.
Елвера Дадеро песимиста има напишано: делува како да сме во права група. Ајде да слушаме. Добар ден, кој не се јавил? Ало, Тина, добар ден. Како Добар сте, ден, Тина? значи вас од Германија веќе чекавме малку подолго. Тина, како сте? Добро сме, како е во Германија? Во Германија паѓа до сега сонце грее. Па може малку да ви позавидуваме и со оглед на тоа што Германија... Природа како и нивна индустрија, како и нивни луѓе. Нема што да се каже. Германија е членка на Европска унија. Оттаму дали ви се чини дека на Македонија патот кон Европската унија преку Будимпешта? Така, Тина, јас ова како го гледам од многу години и многу ми е мене познато. Ова се прави сега моментално овие години едно геополитика која помера граници. И сега ова прашање ми е чудесно, не? Дали Унгарија ќе помогне? Па мислам може ќе каже нешто, ама таму у Европскиот парламент. Ама не се само тие да мора тоа да се прихвати од Унгарија. Тина, ние сме криви, ние го испуштивме белиот конј. Сега джабе е, тој замина. Не знаеше нашата СДС политика да води. Кога не признаа 140 држави, требаше тука да се држи Македонија, да сега влезе во Европска унија. Ама тие почнаа да предават се живо што може, се превараа како мало дете за бомбончиња. Нема стабилна политика, Тина, тоа е лошото за нас македонците, Тина. Јас го гледам секако што рековте, знаете кај живеа. Ја го гледам тоа од 70-та година, 1970 година. И еве го денеска тоа се работи. Бугарите не се будали што отидоат у пустец таму у Албанија да делат пасоши, а наша СДС спиеше, Тина. Не? И у Штрасбург добивме 14 пати. А нашите... Благодарам многу што секогаш активно учествувате и не следите дури од Германија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Поздрав и до вас. Извинете, грешка. Во последно време се случува најверојатно овие кои што се вклучуваат во црвена линија се заинтересирани за патот кон заврти на Тилман, но како и да е, добре дојдени сте сите и во црвена линија. И верувам дека голем дел од вас имаат одговор на прашањето дали ви се чини дека патот на Македонија кон ЕУ е преку Будимпешта. Добар ден. Нека се намали тонот на телевизорот целосно, ве замолувам. Нека се намали тонот на телевизорот. Дали ме слуша гледачот, гледачката? Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Најверојатно гледачот, еве, тоа е ета како изгледа, зошто постојано повторуваме да се намали тонот на телевизорот целосно и секако исклучете опцијата да зборувате преку спикерфон и интерфон. Ете така ќе бидете вклучени, а нема да имате представа дека веќе сте во живо, во емисија, токму поради фактот што ќе имате чувство дека тонот доцне и дека некој друг зборува наместо вас. Од тие причини всушност инсистираме по превземањето во режија целосно да се намали тонот на телевизорот. Па ајде да видиме дали ќе имаме успех со линиите. Добар ден. Добар ден. Најверојатно нешто е блокирано. Ете така ни почна понеделнички. А ние еве ќе продолжиме и со коментарите од X платформата. Продолжуваме со коментарот на Цопкар. Вели, од Европска унија видовме баш некоја корист. Миланова одговара, ма немој, ние па едно фино друштво, како и да е. Унгарија ќе председава со Европската унија од 1 јули и тоа до 31 декември годинава. Оно што е интересно дека еден од 7 приоритети на Будимпешта ќе биде проширувањето на Европската унија со порака Европската унија не може да биде целосна без Западен Балкан. Добар ден. Имаме ли успех со линиите гледачот? Дали ме слуша? Добар ден. Апсолутно не. Најверојатно денеска
технички некоја блокада со оглед на тоа што имам информација дека имаме гледач. Па добар ден. Добар ден. Си значекавме на вас, повелете. И јас на вас, само за кратко. Повелете. Да ви кажам само. Добра ви е вака темата, меѓутоа требаше да се консултирате со тие кои ја поставија оваа тема. Ова е чиста асоциација, дали ќе влезиме преку Груевски во Европа. Но Будимпешта еве приоритети се и останатите земји од Западен Балкан. Не, за Будимпешта зборувам за Груевски. Дали Орбан ќе биде тој кој ќе поможи Македонија да влезе атер на Груевски. Тоа ми беше моабетот. Имате таму што ви е главна и одговорна. Кажете ми вака сега, не знам вас како ви иде мислата, не слушнете ме. Еден од 7-те приоритети на Будимпешта ќе биде проширување на Европска Унија со порака ЕУ не може да биде целосна без Западен Балкан. Тука влегуваме и ние. Еве, дали мислите сега од кој ќе председава Унгарија дека тоа ќе биде еден вид ментор земја која што ќе помогне кон патот на Европска Ќе ме Унија? разберете јас да ви кажам, место да го повторувате ова, ќе си ја прашате генералната одговорната уредничка, вашата госпожа Солсен, таа знае. А вие немате ли став во однос на ова прашање? Никаков? Не, ќе ви кажам ставот кој е мој. Само да ме дослушате полека малце да можем да се доизјаснам. Вие на времето кажавме дека сите која телевизија и за кој работи. Па потоа сврти ТВ24 за СДС, сега вие сте клучот на вистината, али дозирана вистина. Исто работите за влада, прикриено, меѓутоа први сте се сознавате. Добро, дали еве ова за вас е одговорот дека ќе биде ова одговор на прашањето кој што го поставивме, бидејќи вие си донесовте заклучоци за тоа како ги поставуваме прашањата. Ние сметаме, еве ќе ви одговорам, дека Македонија е во групата на Западен Балкан. 30 години итаме на патот кон Европската Унија. Во моментот се разбира Унгарија од денес станува председавач со Европската Унија. Па ве прашуваме сите, вклучувајќи ве и вас, кои што еве водите евиденција која телевизија за кого работи, дали сметате дека тоа што Унгарија приоритет ќе биде влез на земјите од Западен Балкан, всушност ќе ви биде еден вид ментор за Македонија. Ајде да видиме останатите гледачи што ќе кажат. Добар ден. Добар ден, Тина. Повелете. Види, Тина, не Унгарија, Свети Петар нема нас да ни помогни за Европска Унија. Зошто? Не ја поценувам јас Унгарија. Абе, Меркел, која е сила, не излаже да го смениме името и демек ќе не примеме. Сега па Унгарија. Абе, нас Америка не пречката како македонци. Зошто ова го велам? Ни го наметна рамковниот договор, ни наметна војна во Македонија. Што сака прави? Во Косово не го поштова договорот 1244, зашто се да таму? Нетина. Што направи Бугарија, Чешка, други да не бројам, за да влеза. Во ратет Украина. Тие нудат Европска Унија. Не. 100 години Македонија, какви 100? Милиони години ние ќе чекаме и нема да биде. Тие се намерачили да не уништат. Затоа Македонија е тоцкава. И уште ќе се скрати до Групчин. Тој што знае, што велам до Групчин, добро знае. Случајно ако останиме после Групчин. А зошто? Самиот народ сме криви. Си седиме дома, не го сме на заед името, не на улица, не да стајкуваме. Само чекаме друг да ни го реши проблемот. И пуштија од затвор, и гласаја за провера на името, абе такви во времето постоел Ќосетове. Кој знае за Ќосето, нека се сети што кажувам. Благодарам многу за вашето учество во Црвена линија. Добар ден. Добар ден, убав ден. Најубав ден, повелете. Благодарам, па вака. Прво, за да го решиме проблемот со Европската Унија, Унгарија не може да не го реши проблемот сама. Затоа што во прашање се 27 земји, каде што се работи со консензус. Еден ако каже не, значи џабе да сака Унгарија, џабе е сето тоа.
Ево сега со заострувањето на односите имам не само Бугарија противник. Сега испадна Грција, а нормално тука ќе дојде и Кипар. Значи фактички 3 членки кои ќе не успоруваат. А најголемиот противник на сето тоа е нашето ВМРО, ДПМНЕ. Тие фактички никогаш ништо не направиле за државата, секогаш биле на страната на другата страна каде што на нив им одговара. Ја не знам дали се чувствуваат како македонци или како некои други. Да не ги спомнам, а еднаш за секогаш треба да сватат и да кажат: ние сме македонци и работиме за Македонија. А ако сакаат да прават оно како што размислуваат, значи сакаме, ќе го почитуваме името за надворешна, за внатрешна, не знам каква, значи употреба, а ве се знае, тоа име е внесено во Обединените нации, по тоа име сме запишани и сакале или некеле, се додека не се отповика од таму, ние не можеме друго име да користиме. А се кажуваше пред да имаме некоја друга додатка на тоа име. А што мислат? Значи Мицковски че фактички си игра со нас и нормално е оно што го кажувам. Благодарам многу и вам за одговорите во црвена линија. Се префрламе повторно на X платформа, во меѓувреме пред да продолжиме со вклучување на гледачи, да споделиме дели од коментарите од таму. Антагонист напишал: Германија лобира Чешка и Полска што побрзо да влезат во Европската Унија. Австрија лобира Словенија и Унгарија што побрзо да влезат во ЕУ. Бугарскиот премиер ќе ги потсетам европските лидери кои се условите за прием на Северна Македонија во Европската Унија. Сега од кога Унгарија ќе председава со Европската Унија од 1 јули, тоа е од денес до 31 декември, и како што е наведено дека еден од 7 приоритети на Будимпешта ќе биде проширувањето на Европската Унија, со порака Европската Унија не може да биде целосна без земјите од Западен Балкан, ви се чини ли дека патот до Европската Унија на Македонија е преку Будимпешта и дали Унгарија ќе ни биде ментор? Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас, повелете. Поздрав од Ѓорче Сити. Златко, добри ли сте? Добро, фала на прашање со горещината се справаме. Вака моje мислење. Дали патот води преку Будимпешта? Не. Наредни 30 години Македонија нема да влезе во Европска Унија. Зашто? Затоа што Европа не сака православна држава да влезе меѓу католиците. Некој ќе рече нема врска со праве. Има врска. Има врска. Што може Маđarска да направи или Будимпешта за 6 месеци? Ништо. Таа за европејците е 13 прасе. Зашто? Орбан е као човек добар, се тие не може да се помире што Маđarska, Дурденеска не му удира санкции на Русија. Уште вика, не, јас со Русија ќе си зимам и нафта и ќе си се работам и жито. И сега утре ако предложи Македонија или некој друг, нема шанси. Попрва Србија би влегла, него Македонија. Да збориме реално, него тука мора да се средат некои работи. Да му одговори Мицковски на Агелер. Мора да има референдум за името. Не можеме да се помириме со името. Тука да инсистира Будимпешта и Орбан. Значи референдум мора Македонија да се врати. Не Северна. И да си тера владата, мора ред и закон да има што се случува во државата со секој динар. Така, благодарам многу сега кој останете со нас, за да слушнете останатите гледачи какви одговори ќе дадат. Добар ден. Добар ден, Тина. Многу слабо ве слушаме, повелете. Сега се слушаме, Тина? Сега е подобро, повелете. Добро. Па вака, ја мислам дека Будимпешта сака Балканот да влезе во Европска Унија. Будимпешта е многу со Србија близка. Па и со нас, ете имаме свој човек таму во Будимпешта, па и со нас е близко. И мислам дека ќе запне со сите сили да бидеме во Европска Унија. Ама видите на сега, каде ние паѓаме? Ние паѓаме тие кластери што ни се дадени да ги решиме, што би звучеле и убаво за нас, например правда, здравство, да владее правдата, здравството. Ние тие кластери се поише и поише. А да не зборам па за криминалот и корупцијата цвет.
И они тоа го гледаат Европска унија. Они вака прљави како што сме, не сакаат такви да не примат. Ние сами некои работи треба да ги направиме, па да не примат во Европска унија. Знаеш како? Добро е Македонија што сака да стане членка на Европска унија. Дека тука многу фондови, пари добиваме без да ги вратиме и дура аплицираме, се тие пари ќе ги добиваме. Само за жал, нашите политичари ги користат тие пари, ги трошат без знаење на граѓаните и ги користат. Ке подсетам, внимавајте на тајмерот. Благодарам за вклучувањето. Добар ден. Ало, добар ден, повтор патина. Слободно повелете. Вака, јас се јавувам да образложам затоа што ве нападна еден господин, сака да се прикаже дека е господин, меѓутоа он е политички настроен и сака да ве оцрни. Јас да му кажам на нему дека телевизија Телма е една од телевизиите кои што не заземат, лично јас тврдам дека не заземат политички страни. Прво да го подсетам, нема да потенцира, дали знае чива е Телма, на еден гигант. И не смее така да се однесуваат на една телевизија каде што ние промовираме култура. Некој ќе сгреши, некој ќе заземе став политички, ама не како него. Вие не сте телевизија Сител. Се извинувам на ова износ. Сега, ајде да го искористите второто вклучување, за да не го коментираме. Гледачот си има право да си дава одговори, негово право е, но целта ни е да се држиме до темата. Па еве, ви се чини дека Унгарија ќе биде наш ментор за влез во Европска унија? Јас кажав и пак тврдам дека Будимпешта може да биде ментор и Орбан може да помогне на Република Македонија. Пред се зависи од нашите политички партии. Ние ако сме сложни и ако заедно работаат двете, позицијата и опозицијата, можеме да дојдеме до таа цел да бидеме дел од Европската унија. А најповеќе со помош од Орбан. Ви благодарам и се извинувам што повтор. Не, слободно можете и по трет пат, секако додека трае црвена линија, оние кои што сметаат дека 90 секунди нема да им бидат доволни, секогаш можете да добиете дополнителни нови 90 секунди. Добар ден. Добар ден и убав ден. Најубав ден. Знаеш како викаат, никој пат не вика и не. Така да се може да се случи, Будимпешта ни е тука, преку Србија, Будимпешта. Така да тоа се може да се случи. Меѓутоа, Европска унија, додека не го смениме календар, значи да видиме Бугарија сите, погледнете по кој календар сте. Вие за да влезете во Европска унија мора православниот календар да го смените. Значи веќе тоа е некоја уцена. Од друга страна Америка ти вика договорот со Бугарија, со она нема преправање, ништо мора така да оди готово. Значи Америка е над Европа. Значи Америка одлучува кој, каде, како и ќе оди. Сега тука имаме и друга некоја поголема сила што е иста како онакво, тоа е Русија. Сега тука ќе биде по мое борбата меѓу Русија и Америка. И едино ако сакат за некој инат, да не што да влезе Русија, како да кажам, па на брзинка да влеземе во Европска унија, некој такви да има, што знам како да кажам, така да све може да се случи овдека. Значи, играта е отворена, секој момент ние можеме се да бидејќи ние не можеме сами да одлучуваме. Меѓутоа ние во Совет за безбедност, јас многу пати викам кај се овие новинари што се истражители. Таму сме заведени како Македонија. Значи Совет за безбедност е најгорната гранка, значи над Обединети нации. Сега дајте да видиме што се. Внимавајте на тајмерот. Благодарам многу и вам за учеството. Повторно дел од коментарите. Александар Туртевски напишал на X платформата: што ги разликува пољаците, чесите, словаците, словенците и хрватите во заграда кои градат пристојни држави и напредуваат од србите, македонците, бугарите и црногорците кои никако да мрднат напред. Тони Димитров напишал тоа што немаат толку јаки стратешки партнери. Па еве дали патот на Македонија кон Европската унија преку Будимпешта. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Исклучиво во Европа преку Орбан. Орбан да се исправи да им кажи на американците, на европјаниве,
на овие бугарските окупатори, бугарските нацисти, исти се и грците, да им кажи на нив, кога е распарталена Македонија, више то дел што го некако направив на Македонија да не ни се меша, да си се тргнат настрана. Македонија да ги откажи сите договори и со Грција и со Бугарија. Ние не сме некој, како да кажам, опак народ, ние сме народ единствен, трудолюбив. Да не внесат во Европа, никаква бела нема да доживе Европа од нас. Ние се почитуваме, поштуваме. Не знам ова што е кај нас надвиснато, злодело да го прави Европа, со по терк на грците. Па страмо од тоа што се изиграваат за еден крст народ, за еден хотел може да ве соберат. Друг пат сум кажал, нека ни напиша строги закони и по тие ќе одиме. Вкал ќе газиме. Кај ќе ви рече тамо, ќојме во Европа. Само се тргниме од овие издајници што се наши, да се тргниме од тие окупаторот, нацистите што пустошеле во Македонија. И грците, англичаните и американците пепеле направа Единска Македонија, македонците ги претера. Тоа ги боли сега, затоа никаква ратификација немаат направено грците. Договорите не важат да се ивчистат, со метла да се изметат. Никакво почитување договори со нив. Пријатно и убав ден. Пријатно, најубав ден и вам и благодарам за учеството во Црвена линија. Добар ден. Здраво. Здраво, супер, ве слушаме, повелете. Па вака ја би кажал. Значи, какво Европска унија више тоа треба да ја испрлиме од глава више. Тоа важи за некои си тамо, кои што уште се заблудени, занесени у постоење на Европска унија. Нема што ова бараме ни у нацистичка ова организација. Тоа е нацистичка организација. Значи, тие немаат ни најмалку респект према, нарочито према Македонија, така да не ни треба нас влез во Европска унија, не треба да си зачуваме она што уште можеме да го зачуваме, па макар и да влеземе и у некоја поголема авантура, али мораме да се додржиме како македонци. Ја да влезам во Европска унија како бугарин, не, пала, идам у бања. Значи, никако. А што се однесува до Будимпешта, едини за сега барем у јавност, што се декларирал дека е против сите овие движења што се случуваат во Европска унија и западната хемисфера, е Орбан. Али некако и мене ми е сумнив малку и он, бидејќи се дешаваат некои работи, као да речеме оноа кога го пратија да иде на кафе за одобрувањето на 60 милиарди долари за Украина што требаше да се одобрат. Он е некој играч у смисол служи како бензинска пумпа за снабдување гориво на цела Централна Европа. Поздрав, пријатно. Благодарам за учеството и вам. Продолжете да не следите. Добар ден. Добар ден. Повелете. Благодарам. Па јас не мислам дека Будимпешта е патот до Европска унија. И не мислам дека Орбан е наш стратешки партнер, односно Украина. Ако беше така, ќе го вратеше поранешниот премиер. Патот е САД и Европска унија, тие се наши стратешки партнери. Колку ние да се противиме? Само тие може да ни помогнат. А она што постојано некој вели Америка ќе ни уништи. Ако сакале да ни уништат, ќе ни уништеле 1913. Еден немало да остане македонец. Ќе ни уништеле за време на НОБ, кога во Солун вриело од англиски и американска војска, која нашите партизани не можеле да придат. Затоа што тие биле наоружани овие гладни и голи без оружје. Па се вратиле назад кон Србија, кон Срем. Тоа треба да го знаат младите денешни, а пензионериве го знаат. Меѓутоа се лажат сами себе. Што се случувало 46-48 во Грција? Кој ги бркал македонците? Прво англичаните и американците, а понив грците. Со нивна помош македонскиот народ е избркан од Егејска Македонија. Тоа треба да го знаат сите во Македонија. Секој македонец, каде и да е во светот. Само мене уште нешто не ми е јасно. Што ќе се случи со овие македонци исто каде и да се во светот? Што отишле во Бугарија и во архивите нивни, се изјасниле како бугари. И го имаат тој бугарски документ, пасо, што речем. Што ќе се случи со нив во Инденеве и во Албанија овие што сега на пописот се изјаснија? Мене тоа сакам некој да ми го објасни. А ние ќе отидеме во Европа. Внимавајте на тајмерот, благодарам за учеството. Добар ден.
Добар ден. Повелете, ве слушаме. Јас имам само едно да кажам, дека Македонија не знам дали преку Будимпешта ќе појде во Европска унија, а знам дека македонците преку нивниот Хоргос одат во Европска унија. Дали е јасно што зборувам? Македонците преку Унгарија одат во Европската унија. На печалба, на работа, на забава, со бугарски пасоши. А не знам Орбан дали ќе успее Македонија, за Македонија нешто да стори. Европска унија не е на Орбан, него е на други посилни држави од Унгарија. Ние, македонците, сами се уништуваме и до крај на живот ќе се уништиме. Предавниците, нека се живи здрави и ја сотреа Македонија. Ја сотреа и економски, и политички, исто надворешна политика. Немаме ние политичар кој што знае надворешната политика да ја спроведува како што треба. Благодарам. Благодарам и вам за вашите одговори. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете, во црвена линија сте. Да, нашите стратешки партнери, американците, што не направливува рачинова американците и дава гардероба на терористите и дава конзерви да јадат. И исто у Косово ги иселија ги србите, помогнаа на косоварите да го земат Косово, а да иселат Да се вратиме на темата. Дали патот на Македонија кон Европска унија преку Будимпешта? Преку Будимпешта, па така, он е да ви кажам дека он најреволуционерно се поставува во Европската унија, затоа што Будимпешта многу работи ги прекрати за да не успее Европската унија. А американската, сакам да кажам, амбасадорка, зашто не ги признават идентитетот на тие африканци што има таму? Зашто сите се американци, сите морат да зборуват англиски. Така ли? И сега американката ќе ни кажува договори не се менат. Со неа ние не сме склучиле договор, склучиме договор со Грција. Не е правилен договор и сакаме да го кажаме. Ние не го склучиме, склучува тој предавников, Јудата Заев од Муртино. Не питаше ни македонскиот народ. Мора преку некоја држава да тражиме помош да ни помогне да влезем. Не е ни Будимпешта, прво не е она, таа што треба да кажам, а може да помогне. А ние македонци сами се откажуваме. Не било тоа, они биле стратешки партнери. Кој не раздели 913-та? Тие што неќе да не прима Германија, Франција, Англија, Америка, тие се тамо. Тие не разделија Македонија распарчија на сите. Благодарам многу за вклучувањето. Одиме повторно наму кај коментарите. Зору напишал, ова се однесува во однос на оние кои што земји напредуваат и земји кои што не напредуваат. Вели како се напредува по односот на хаосот и редот. Кај нас доминира хаосот во меѓусебните односи, а сите мислиме дека можеме да правиме што сакаме и не го почитуваме редот. Истовремено ни недостасува креативност. Кај нив претежно се почитува редот, а индивидуалноста се изразува како креативност. Па дали патот на Македонија кон Европската унија е преку Будимпешта? Добар ден. Добар ден. Повелете. Да ви кажам најискрено, Будимпешта, не знам кој Македонија не е терорирала. Прво нас бере сакат у Европа, гледника сака да не асимилираат. Име ни смерија, знаме ни смерија, Европската унија е робовлателско друштво. И нас не сака ко стара цивилизација и најстара цивилизација е Европа. Америка, енглеската раса е геноцидна раса. Сите кажи од 48 година навака 83% и 88% се американците прават ратови. Друга работа. Ние у Европа не влегуваме и нас Европа не ни треба. Ние треба се спасиме и од Америка. Америка прави исто сценарио со нашиве платени политичари како и Украина. Уништување на народот и државата. Нашиве политичари со команда од Америчка амбасада државата е уништија. Здравството, школството, индустријата, сумарството, земјоделието, сточарството, живинарството, све уништива. И сега што правиме ние со неписмени деца? Државата е уништуваш.
Вие немаме здравство, не примаат доктори, не примаат сестри, не примаат ништо. Тоа е све сценарио украинско. И ние уште викаме Америка и Европа. Ма треба се тргнеме и од Америка и од Европа. Тие пари што ги... Благодарам многу и вам за одговорите во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Повелете. Благодарам. Па вака да кажам, некоја гледачка слушнав сега касно се уклучи рече, патот ние преку Европа и Америка, вика, најголеми стратешки партнери ни биле тие партнери. Па како може да ми е тој пријател и партнер, кога сака да ми смени идентитет, сака да бидеме бугари? Какви се тие пријатели, ја не знам. Тоа ме чуди. Како може, ги гледам ја, редовно ги пратам вакви емисии, какви македонци се тие, што сакаат да смениме име, све да смениме, да бидеме бугари. Какви македонци се тие? Ја не можам, тоа не можам да сватам. Македонец да ја мрзи својата држава. И стратешки партнери ти ми каже, а тие истите не терат, значи да нема преговори. Фино Мицковски кажа. Значи, ако има француски предлог, може да има и од друг некој предлог. Значи, фино кажа господин Мицковски, значи, нема по тој диктат да идеме и да виткаме кичми виш. И не ни треба Европа. Која е Европа? Бандити, овде рекетни удараат тебе. Ако не дадеш на некој амбасадор пари, не може да бидеш ајдук да те штити. Кој не и дава пари, одма на црна листа е. Со нив не може да бидеш никакв пријател ако не даваш пари. Они се материјалисти. Тоа е проблемот. Поздрав и пријатно. Благодарам и вам за јавувањето во црвена линија. Уште еден коментар на Силвио да Силва напишал: и јас ке кажав ова, едноставно некој од СИА, МИ-6 и БНД уште во 70-те решил кои источни земји ќе станат дел од Западот, а кои нема. И така овие 6 од Западен Балкан и неколку од СССР е решено да не бидат Европска Унија. Божем, не знам колку подобри се од нас Чешка, Полска, Унгарија, Хрватска. А Унгарија ќе претседава со Европската Унија почнувајќи од денес до 31 декември 2024 година. Еден од 7 приоритети на оваа земја ќе бидат проширувањето на Европската Унија со порака ЕУ не може да биде целосна без земјите од Западен Балкан. Па дали патот на Македонија кон Европската Унија е преку Будимпешта? Добар ден. Добар ден. Повелете. Да. Мора преку некоја земја да биде патот на Европската Унија. Ама тие се сите сврзани. Сега не ја напагам ја Унгарија, стари Будимпешта, ама напагам ја другите што зависи Европската Унија од тие. Еве, ако каже Америка, Европската Унија зависи што ќе каже Америка. Кого ќе пуште? Кога дојдеа Гелери првата, мислам амбасадорката се да прво со Ахмети. И сега кога Ахмети оде у Грција и Бугарија да договара, кој е он да договара? Нити е нешто, нити е премиер, нити е председател, нити е ништо. Он ќе оде да преговара. Он е тука како малцинство, а не како званичен народ у Македонија. Да, точно дека се тука македонски албанци, ама он се луѓе кои ќе кажат македонски албанци, не биде само албанци и сме ги понижували. Сакам да кажам дека некој мора да се најде, дали Будимпешта, дали некој сличен на Будимпешта треба да помогне. Како и на другите, Бугарија да не беше побогата или поспремна, целиот тамо владееше тамо кај ништо владееше, онија примаа и Бугарија и Руманија сиромашни, само Македонија беше пред вратата, кога доаѓаше Гелери и Хан не лажеа. Смените го името, ќе влезете во Европска, па такви лажачи, толку да лажат. И другиот што беше представникот на Америка, да ми ќе влезете, мора да влезете. Каде се сега? Каде е лицето сега да кажат до сега? Што го лажат на народот, па ние не сме толку несвесни. Благодарам многу и вам за вклучувањето. Еве уште еден коментар, вели Украина и Молдавија официјално ги отворија пристапните преговори со Европската Унија. Дали треба воен конфликт да се случи во земјите од Западен Балкан за да отпочнат преговорите? Вака напишал Стевица Јосифовски. А ние сега да видиме дали имаме време да вклучиме уште еден гледач. Добар ден.
Дали ќе имаме гледач, дали се слушаме, секако ќе ве охрабрам да не заборавите, останува уште време, еве додека да се префрлиме на рекламите, да одговорите и на денешното анкетно прашање на Instagram Story. Дали Унгарија е нашиот ментор во Европа? Имате две опции за одговор, да, не. Одиме на реклами, а подосна и на резултати. Почитувани, по рекламите да погледнем Инстаграмче како одговорија денес на денешната анкета. Прашањето беше дали Унгарија е нашиот ментор за Европа. Со да одговорија 57%, а со не одговорија 43%. Секако заследете на Инстаграм, на Фейсбук, коментирате и на платформата X, но не заборавајте секако да продолжите да останете со мене и да ве префрлам унаму каде што патот води кон Завртина Телма. Она што може да ви се случи во Завртина Телма е секако нова микропечка. Се гледаме за кусо време, така да црвена линија, тоа семејство ве поканувам на добра игра и забава во најгледаниот квиз во земјава. Завртина Телма.